Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Средношколците бараат да бидат вклучени во изнаоѓањето решенија за пропуштениот материјал поради штрајкот на наставниците. Планетариумот во МКЦ, место за сите оние кои сакаат да научат нешто повеќе за ѕвездите, планетите и целата галаксија. Од 1 мај се враќаат бесплатните билети за патување со воз за средношколците, студентите и младите до 27 години. Здраво на сите, добре дојдовте во новата епизода на Шорткат. Јас сум Гоше и ќе ве водам низ најважните настани случувања во изминатата недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Сојузот на средношколците побара да се вклучат во изнаоѓањето решенија за надоместување на пропуштениот материјал за време на штрајкот на наставниците. Средношколците велат дека во изминатиот период многу мал број од училиштата организирале вонредна настава. Тие предупредија дека штрајкот на наставниците најмногу ги погодил средношколците, особено матурантите. Од Сојузот потсетуваат дека течат државните рокови за полагање матура, од што зависи запишувањето на средношколците на факултет. Ако се продолжи учебната година, тоа може да влијае и на учениците од основно образование кои треба да се запишат во средните училишта. Запишувањето во средно е со конкретни рокови – 14, 15 и 16 јуни, при што некои од директорите на средните училишта стравуваат дека штрајкот може да ги помести и уписите. Законски во основните училишта сабота е неработен ден, па се поставува прашањето како ќе се надомести пропуштеното и ќе се формираат оценките за учениците. Младинскиот образовен форум организираше тркалезна маса на тема дигитализација на високото образование, предизвици и можности. При тоа беше презентиран и документ за јавна политика со конкретни препораки. Развивање на национална стратегија за дигитализација во високото образование што ќе ги вклучи студентите. Зголемување на буџетот за високо образование со нова ставка за дигитализација, креирање на работни групи за дигитализација на високото образование, воведување на електронско уплаќање на школарина, електронско запишување и заверка на семестри и обука на административниот кадар. На тркалезната маса се наведува и останатите препораки кои им се неопходни на студентите, како што се воведувањето на бесплатен интернет на факултетите и бесплатен компјутер за оние студенти кои не можат да се снабдат со ваков уред. Документот за јавни политики на МОВ беше изработен во рамки на проектот Студентска акција за дигитализирани образовни услуги, кој е поддржан од Фондацијата Метаморфозис и кофинансиран од Европската унија. На настанот беше представено и победничкото решение од хакатонот што го организираше МОВ. Дигиталната алатка Students to Students е замислена како надградба на сегашниот тајнов систем, која треба да ги реши проблемите со кои студентите на уќим се соочуваат често, а кои представуваат кршење на нивните студентски права. Од 1 март повторно почна со работа планетариумот во МКЦ. Таму може да појдат сите оние кои сакаат да научат нешто повеќе за ѕвездите, планетите и целата галаксија, но и да видат како изгледа чисто ноќно небо без светлина, какво што нема никаде на друго место во земјава. Екипата на Шорткат беше во посета на планетариумот, каде ентузијастите Моника и Радан не запознаа со нивната работа и со начинот на кој во една мала просторија го проектираат целото небо над Скопје. Повеќе во следниот прилог. По 2-годишна пауза, планетариумот во Младинскиот културен центар од 1 март повторно почна со работа, со што ја врати можноста сите заинтересирани лица да научат нешто повеќе за ѕвездите, планетите и целата Вселена. Во мала просторија на првиот кат, во еден од објектите на МКЦ, која пред пандемијата собирала и до 80 лица, предавањата за нашата галаксија ги држат Моника Пешевска и Радан Митровиќ. Тие со помош на еден проектор кој овозможува неколку операции, но и со нивното знаење, за кое вела дека им е најголемата и најважна алатка, ги запознаваат присутните со се што може да се види на небото над Скопје. Моника е дипломиран наставник по физика, а од 2019 година заедно со Радан станале дел од планетариумот на МКЦ. Чисто небо, без светлосно загадување, вели таа, во главниот град може да се види единствено во овој планетариум. Убавината на планетариумот е во тоа што пред се нуди чисто небо, значи небо кое што нема светлосно загадување, нема облаци и веројатно убавината е тоа што има подјум каде на што да гледаат, на што да обрнат внимание.
Радан, кој со астрономија се занимава долги години и кој е член на Скопското астрономско друштво, вели дека планетариумот е исклучително добро учебно средство за да им се покаже на луѓето како изгледа античко чисто небо, какво што денеска може да се види само од неколку локации каде нема цивилизации во радиус од неколку стотици километри. Тоа сега може да се види само на пусти места на кои се што нема цивилизација на 200-300 км наоколу. Така да вакво небо тешко може да видите и јас се обидувам да ги научам дека созвездија не постои. Дека тоа се само некои си наши проекции, тоест не наши, него проекции на нашите предци од давнишни времиња и они проектирале некои си своји живи стравови. Во Македонија, чисто небо без светлина може да се види само од неколку локации, а најдобро се гледа во источниот дел на локации во Кривопаланечко и Беровско. Според предавачите, проекторот во планетариумот е стар околу 50 години и датира од времето кога поранешно Југославија набавила 4 вакви машини, од кои освен во Скопје, останатите завршиле во Загреб, Белград и Нови Сад. И покрај тоа што е стар речиси 5 децении, проекторот и денес работи исклучително добро и има низа функции кои им овозможуваат на присутните да навлезат подлабоко во звездите и Вселената. Звездите најубаво може да се видат тие фиктивни фигури кои што се нарекуваат созвездија и исто така може да се погледа онај научен дел каде што со помош на координатните системи може да се работи понатаму постружно подлабоко за определување на координати на звезди во различни координатни системи. Доколку сега би ги изгасили, да кажем, светлата облека, вие не би можели да видите многу звезди. Заради тоа што треба окото да се види. Треба може 10-15 минути да цркате во около ирисот да ви се рашири долго големо, за да вие можете да видите тоа се што ви сите тие чудо. Интересот за посета на планетариумот по неговото реотварање е голем. Овде доаѓаат организирани групи на деца и возрастни кои сакаат да научат повеќе за универзумот. Моника и Радан велат дека според нивните искуства, младите се љубопитни и најмногу се интересираат за црните дупки, а најчестото прашање што го добиваат е зошто Плутон не е планета? Затоа што не треба да имаше не задоволува тој третиот услов од дефиниција за планета кој кажува дека мора да има исчистена орбита. Како познавачи на астрономијата, Моника е најфасцинирана од поврзаноста помеѓу математиката и Вселената, додека Радан го исполнуваат телескопите и наблюдувањето на небото. Тие се надеваат дека во блиска иднина планетариумот ќе добие посовремена опрема и алатки за вршење проекции, а повеќе за небесните тела, овие ентузијасти можат да ви раскажат на отворените предавања во планетариумот во МКЦ секој петок и сабота со почеток од 18 и 20 часот. И ја продолжуваме емисијата со една убава вест. По повеќе од 2 години пауза поради COVID-19 пандемијата, владата одлучи од 1 мај повторно да ги врати во функција бесплатните билети за патување со воз. Сите млади лица на возраст до 27 години, секоја прва и трета недела во месецот ќе можат бесплатно да патуваат со воз во периодот од петок од 12 часот до понеделник до 12 часот. Дополнително, студентите бесплатно ќе може да ја користат железницата секој четврток, додека средношколците секоја среда во неделата. Инаку, бесплатните билети за воз мора да се подигнат пред патувањето од благајните на железничките станици со покажување на важечки документ, лична карта или важечка студентска или средношколска легитимација. Кондуктерот во возот мора да го завери бесплатниот билет, а патувањето без билет е забрането. За крајот на денешната емисија ви информираме дека бендот Вселенаутика месецов го објави нивниот нов сингл и спот Предци. Станува збор за втора поред песна на овој бенд, откако во февруари го објавија нивниот сингл Ива. Спотот за Предци можете да го погледнете на YouTube, како и на нивните Facebook и Instagram профили. Тоа е се за оваа недела. Пишете ни на нашиот Instagram профил доколку имате какви било коментари или предлози за следната епизода. До тогаш информирајте се преку CTRL за рубриката на meta.mk. Се гледаме и следниот четврток во истото време.